И ја доаѓам до него, он отвора една врата и ми вика: "Уџи, уџи." Ја влегувам внатре и сама што влегов се стаписав. Леле, викам, докторе Винокуров, кој кур те донесе овде у фиром да ја го нафиромам на цела твоја фамилија? Баќушкава на средина на собата стал еден од оние мртовечкине столови. Прв пут видов таков уживо. Мислам, јас сум гледал стотици такви у оваа серијава CSI од Мајами до Њујорк. Али прв пат гледам уживо. Го натенкирил на сред соба, стајал едно чаршавче преку него и јас си реков, готово е. Сега Винокурче ќе ти извади и срце, и бубрези, и бели дробои, и зуби, и све ќе прати по Сити Байк за Косово. Не го кае. И ја така го гледам докторов стаписан, а докторов мртов ладен ме гледа мене и ми вика: "У вас болит горла." И ја го гледам те столот, те него, те столот, како бе да му кажам сега, гъс ме боли. Ајде деда ме штрецаше срце, нешто бубрези, јетра, ама како да му кажам гъс ме боли бе? Па гъзот не е орган. И он па: "У вас болит горла." "Нет, нет," му викам, доктор Винокуров, "меня болит дупе." "Ја не понимаю," ми вика. "Чмар бе, чмар, анус." "А, тебя болит анални отвор. Ти имал красиви мальчики хемороидочки." Чекај бе, викам, ој не ме разбере бе, морам да му кажам на српски за да ме разбере. "Докторе Винокуров, ја имам ево оволики чварци на дупе од втору категорију." "А, хорошо." "Како бе хорошо?" Так, будет све нормално, ви слечет гол." Опа, шо ти е руска медицина? Нема трте мрте, има само трте. Ви слечет гол. Викам, докторе, да изоблечам маицава, патикиви и чорапиве. "Нет, нет, ти слечет тотално гол." Викам, ова е тотално отиден. Абе, викам, замисли Путин да имаше хемороиди, а сигурно има, пошто знам дека се добивале на нервна база. А Путин многу се нервира кога ќе поминат месец дена, а нема да затвори некој од рускиве тајкуни што не му плаќаат рекет. Мислам, исто е како кај нас, потпуно. И замисли Путин така со хемороиди да отиде кај овој доктор Винокуров која е сега и доктор Винокуров да му рече: "Товариш Путин, так, буде све нормално, ви слечет гол." Каде бе на Путин ви слечет гол бе? Па Путин тепа мечки, Путин фаќа змии со голи раце, Путин дњури, Путин вози точак, Путин слуша техно. Каде бе на Путин ви слечет гол бе? Знаеш ли бе, докторе Винокуров, шо ќе ти се случи ако ти на Путин му кажеш ви слечет гол? Па има да те снема бе до пролет. Цела зима ќе бидеш маскиран у снешко. Ќе те најдат дури у јуни месец кога ќе почне да се топи тоа снегот. Идеме у Валандово и да се сместиме у Сите еден хотел што има во Валандово. И пуштам осмех како секој просечен македонски пациент. А знаеш каква коса, овако ту најуриш и ту јам букет локни овако. Ние жените секогаш умираме машки. Ама секогаш. Не, што тајна вечер ќе сите ги си спонтагираат таму. Не се блиски роднини, може да си се одвиват процес. Сака да ви договорите, ако не може некој од процес, ако не се одобрам. Колку може бити навријано да причаш словенски, тоа е друга ствар, али Проживljavate takve situacije, vraćate se negdje oko 3-4 sata u noći doma, mrtvi pijani. Dolazite ispred stana, prvo niste 100% sigurni da li je точно това ваш стан. Се будиш една завајле и гледаш, се појавило едно огромно М на глата.